Јас сум Верица Милевска Стефановска, председателка на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување. Со приватно обезбедување и со безбедност воопшто се занимавам веќе 30 години, а во Комората на местото на председател сум веќе 11 години. Зошто е важна оваа награда денеска што ја добив, а тоа е наградата за добри практики за женско предприемништво. Особено е важно за Комората, бидејќи нашето здружение, иако е како колектив повеќе го сочинуваат мажи, сепак за мене е многу важно што тие имаат разбирање дека улогата на жената во безбедност, особено во приватната безбедност, е уште исто толку важна. Во нашиот сектор вработени се 6% работнички за приватно обезбедување. Тоа е процент кој што ќе се согласите релативно низок. Меѓутоа во споредба со изминатите години можам да кажам и гордо да нагласам дека тој процент полека расте, што сепак е процес кој што бара време за да порасне. Од таа причина, инволвирањето на жените во приватната безбедност, во безбедноста, па и во приватната безбедност особено за мене е многу важна и ние како Комора имаме поставено високи цели во однос на како да ги анимираме жените, како да им покажеме и да им дадеме до знаење дека тие треба да се охрабрат, да работат на себе, да учествуваат во сите оние наши активности кои што ние ги организираме за нашите членки, било да се семинари за женско лидерство, било да се семинари за како да работат на себе, како да работат на своето здравје, семинари за менторство и така натаму. Значи, постојат различни активности во кои што се инволвираат жените во секторот приватно обезбедување. Она што е за мене особено важно, затоа ја почитувам наградата денеска што сум ја добила, односно ја добила Комората и сите вработени во неа, заедно со управниот одбор, е важно дека ние ја разбираме потребата од инволвирање на жените и женските предприемачи во нашиот приватен безбедносен сектор и ја разбираме улогата на жената во секторот приватно обезбедување. Сепак мислам дека останува многу да се работи. Уште една многу важна цел кон која што се стреми Комората, тоа е сегментот на континуираното учење, сегментот на доживотното учење и сметаме дека само ако работиме на себе и ако континуирано се едуцираме и се професионализираме, можеме да одиме напред. Лично сметам дека тоа се одлични иницијативи кои што треба да се обидеме да ги спроведеме во дело. Секако дека секоја помош е добре дојдена. Сепак останува 1% на кој што ние мора да внимаваме во овој случај. Ова е мое лично мислење, дека ние самите треба да се охрабриме, да не бидеме толку зависни од она што државата на нас ќе ни го даде, бидејќи обратно. Во моето мислење е дека државата чека од нас. И малку е потешко ние сега да чекаме од државата. Се разбира, ова е мое лично мислење и никогаш не сум се надевала дека некој друг, особено не државата, ќе помогне во развој во мојот бизнис. Јас сум собственик исто така 22 години на приватна голема компанија која што вработува повеќе од 250 вработени, меѓутоа никогаш не сум чекала дека државата ќе може да ми помогне во смисла да тоа биде оној крајниот напредок на мојот развој на мојот бизнис. Така да сметам дека помагањето взаемно мора да постои. Добри се иницијативите, уште подобро ќе биде ако тие иницијативи се реализираат, но сепак мајндсетот треба да биде дека сме ние тие што ќе помогнеме на државата, а не државата не може да помогне на никого. Чека од нас, од приватниот сектор.